Знаеме дека Pinterest е социјален медиум кој што се употребува за креирање на постови, односно креирање на пинови и зачувување на наши креирани пинови или други пинови, односно нивно организирање во бордс. Сега, колку акаунти може да следи еден акаунт и колку луѓе, односно акаунти или профили, како сакате наречете, може да го следат него. Еден профил може да следи 50.000 луѓе максимум, а него може да го следат неограничен број луѓе. Сега, кој тип на акаунти може да се креираат тука? Може да се креираат про акаунт, односно бизнес акаунт и персонален акаунт. Која е разликата меѓу овие два? Персоналниот акаунт е онај акаунт кој што може да ги прави сите действија кои што ги кажав на самиот почеток од овој видеозапис, а нема простор за аналитики. Додека во бизнес акаунтот има простор за аналитики. Што значи тоа? Тоа значи дека за еден акаунт, значи корисникот може да види кој го лајкнал видеото, колку лајко има видеото, колку пати е отворен, односно кликнат еден пин и така натаму. Битно е да се знае дека вие не мора да имате бизнис, можете да го направите тој акаунт и без тоа. Исто така сакам да напоменам дека кога ќе се направи еден акаунт персонален, ако го направите, можете да го најдете во search вашиот профил, ако го креирате како бизнис, на почетокот е потешко да се најди во search. Сега, одиме понатаму. Ќе се префрлиме нешто во врска со AI-то. Знаеме дека во Gemini ние можеме да креираме песни кои што траат 30 секунди, дека можеме да ги снимуваме како MP3 или пак како видео файл со cover art. Сега, кога сме на десктоп верзијата, кога ја слушаме песната, знаеме дека таму има cover art и добро, нормално и на самата мобилна апликација. Сега таму кога сме на десктоп, ние можеме да прецениме да има сабтайтлс на самата песна. Сега, кога ќе се спушти на десктоп, дали сабтайтлс се прикажуваат во видеото? Не, само во Gemini. А на мобилната апликација воопшто немаме сабтайтлс. Друго, одиме сега, колку секунди се видеозаписите кои што се креираат во некои видео алатки, односно AI алатки кои што возможуваат да се креира видеосодржина. Поточно ќе кажам за Qwen, за YouTube и за Meta. Meta и Qwen имаат максимум 5 секунди, а додека пак YouTube возможува да се креираат 8 секунди. Значи, без разлика дали станува збор за анимирана слика или станува збор за видео кое што е креирано директно од промпт без некаква слика. Се префрлувам малце се нешто за Eleven Labs, за бришењето на акаунтот и дали креирањето видеозаписи таму е бесплатно. Прво, кога бришите еден акаунт, бришењето на акаунтот трае 30 дена. И кога ќе го избришите тој акаунт, вие нема да можете да креирате нов акаунт со мејлот кој што бил во избришаниот акаунт и таму креирањето на видеозаписите е платено. Следна тема на која што сакам да зборам е за различниот приказ на Message Request на Facebook во апликацијата Messenger на десктоп и Facebook Lite апликацијата и исто приказот на блокирани луѓе на Facebook Lite апликацијата, Facebook апликацијата, како и десктоп верзијата. Сега, на Messenger, што се случува? Значи, вие може да добиете Message Request, кој што може да оди во You May Know, или во спам, или да оди директно во главниот чат кој што ви е. Сега, спам е интересно тоа што на десктоп покажува повеќе пораки, на апликацијата Messenger покажува
само една порака. Например, ако имате 5, ќе покажи една, а на Facebook Live исто ги покажува сите. Друго, со блокираните луѓе. Кога ќе појдете во апликацијата Facebook, не ги прикажува сите блокирани луѓе, покажува само неколку од листата. А ако појдете на десктоп и во Facebook Lite апликацијата ги покажува сите. Зошто ги направи овие измени Facebook, само самите знаат да дадат одговор на тоа. Сега одиме пак нешто со AI, односно за алатките за отстранување на вокал и музика, односно нивно одвојување. Тука ќе кажам колку е максималниот файл, односно максималната големина, односно колку минути може да се процесираат во нив. Ќе кажам за vocalremover.org, xpro- и vocale.si. Во првата алатка vocal.org максималната должина на аудиозаписот е 10 минути. И тука е многу битно да се напомени дека во текот на 24 часа може да се процесира само еден файл. Ако сте претплатени, може повеќе. За xpro- тука вие во рокот од 24 часа имате простор од 12 минути. Значи, нема врска дали ќе биде аудиото цело 12 минути или ќе процесирате неколку фајлови, например 4 по 3 минути. Сепак треба да знаете дека максимално имате простор од 12 минути во текот на 24 часа, а на vocale.si тука вие значи имате файл кој што може да биде 10 минути долг и тука вие немате ограничување. Значи во текот на денот можете да одвојувате повеќе аудио фајлови. Сега, во Google Music Flow имаме два начини за бришење на песните. Како? Кога бришиме една песна од чат, односно кога бришиме чат во таа алатка. Кога бришиме чатот, ние имаме две опции. Првата опција е да се избрише чатот без самите песни, а втората опција е да се избрише чатот со самата песна. Ако избереме првата опција, кога ќе го избришиме чатот, песните остануваат во лајбери. Друго, треба да се знае, ако ја избришиме песната, а го оставиме чатот, таа песна повеќе нема да биде достапна во самиот чат. И друго, тука е добро да се знае дека кога се бриши една песна, тука нема треш, што значи песната е тотално избришана и нема простор таа да се врати. Друго, кој браузер не го поддржува плеерот во аудио, тоа е Brave. И на социјалната мрежа Clapper има AI. Таа е таму од 4.6.2026 година. Сега, таму, значи, бесплатно вие можете да направите два видеозаписи, значи колку да пробате чисто и после ќе ви бара да платите. Ама, колку е функционална, па не е баш нешто функционална, оти кој ќе му побарате да ви креира нешто, ќе ви направи нешто сосема трето што не го баравте, односно дава доста грешни резултати. На YouTube, на десктоп или мобилната апликација, под видеята има едно нешто што се вика Ask. Кога ќе прицете на него, тоа дава информации за видеото кое што вие го гледате. Значи, например, дава некои прашања, сами предлози на кои што може да даде одговор, или вие може да му напишете некој прашање поврзано со самото видео и тоа да ви одговори, или може да му побарате во кратки црти да ви го опише самото видео и тоа ќе ви даде некаков
како да речем, некакво кратко резиме во врска со тоа видео. Значи, го имате на двете, и на мобилен и на десктоп.